Во продолжение на програмата следуваат вестите на Канал 8. Градоначалникот Николчо Илиев одржал работна средба со представниците на земјоделските здруженија, откупувачите и преработувачките капацитети за ориз, како и со индивидуални оризопроизводители. На средбата се разговарало за начините на кои локалната самоуправа може да помогне во решавањето на проблемите со кои се соочуваат земјоделците. Општина Кочани дава подршка за барањата на земјоделците за решавање на потребите и проблемите со кои тие се соочуваат. Меѓу нив е и набавката на соодветна механизација за обработка на сламата што останува неискористена по жетвата на оризот. На работна средба со представници од земјоделските здруженија, кластери од купувачи, преработувачки капацитети за ориз и со индивидуални оризопроизводители од Кочани, градоначалникот Николчо Илиев истакнал дека еден од начините општината да помогне е со стручна помош при аплицирањето за механизација од ИПАРД програмата. Посебен акцент на средбата бил ставен на проблемот со палењето на страништата и сламата како еден од најголемите причинители за загадување на воздухот и на животната средина. При тоа е договорено од купувачите на ориз да обезбедат спецификации за потребните ролобалирачки и сечкалки за слама за комбајните. Потоа, ова опрема ќе ја набави комуналното предпријатие Водовод, со што ќе се обезбеди поефикасно собирање на сламата која ќе се преработува во пречистителната станица за отпадни води кај Мојанци. Констатирано е дека со пробивањето на полските патишта и функционирањето на исцедните канали, 80% од оризовата слама би можела да се собере, а со тоа и да се намали палењето на страништата. Разговарајќи за состојбите во оризопроизводството на средбата, било потенцирано дека во моментот цената на оризот е реална и се движи меѓу 18 и 26 денари за килограм арпа и 45 до 50 денари за килограм бел ориз. Исто така било заклучено дека за поевтино производство потребно е окрупнување на земјоделските парцели и организирање на индивидуалните земјоделци во земјоделски задруги. Земјоделците истакнале дека имаат проблеми со пристапните полски патишта. Општината и катастарот можат да помогнат во решавањето на узурпирањето на овие патишта и тие да се пробијат, со што земјоделците би имале пристап со својата механизација. На потешко достапните места треба да се реши и протокот на водата до нивите и да се подобри соработката со јавното предпријатие Водостопанство Брегалница заради чистење и одржување на вадите и каналите, истакнале представниците на земјоделците. Од општина Кочани најавија дека нова средба со представници на оризопроизводителите во поширок состав треба да се одржи во почетокот на идниот месец. На последната седница на Советот на општина Виница усвоен е буџетот за наредната година. При тоа нема големи промени во проекциите, односно тој останува на исто ниво како и во тековната година. Вкупната буџетска рамка ќе изнесува околу 5 милиони евра. Вкупниот буџет на општина Виница за 2020 година е планиран на износ од 308 милиони и 600 илјади денари. Како таков беше изгласан на последната седница на Советот на општината. При тоа, во образложението од стручните служби, нагласено е дека вкупните приходи во буџетот се планирани на близу 304 милиони денари, а остатокот се средства што се пренесуваат од оваа година. Од вкупниот буџет, 108 милиони или 35% се однесуваат на основниот буџет. 186 милиони пак или 60% се дотации, а околу 5% отпаѓаат на самофинансирачки активности и приходи од донации. Планираното ниво на даночни приходи е базирано на податоци во даночната евиденција и реализацијата на даноците и таксите во тековната година. При тоа, планираните даночни приходи се во износ од 43 милиони и 740 илјади денари и представуваат нешто повеќе од 40% од вкупните приходи во основниот буџет. Останатиот дел од приходите се капитални приходи, трансфери од централна власт и од неданочни приходи. Вкупните расходи во буџетот на општина Виница за наредната година пак се утврдени во износ од 303 милиони 368 илјади денари, а има и одлив на средства во износ од 5 милиони 232 илјади денари, наменети за отплата на главнина за кредити, што се земени за набавка на 2 возила за отпад и изградба на улици и атмосферска канализација. Капиталните инвестиции, главен акцент алудираме на реконструкција на киносалата во општина Виница. Тоа е инвестиција некаде вредна околу 20 милиони денари,
Потоа проширување на станицата за вода, филтер станицата за вода во Виница и поврзување на село Лески со филтер станицата за вода. Исто така инвестиција поголема од 16 милиони денари, а предвидени се тендери за подпорни зидови некаде околу 5 милиони денари, 6 милиони денари за бетонирање на плочки во градот Виница и населените места, како и асфалтирање на повеќе улици. Меѓутоа во програмата се предвидени изградба на скейт парк во градот Виница, а веќе заврши тендерот за изградба на социјална зграда. Очекуваме во секој момент да почне реализацијата на проектот кој што го најавуваме веќе цела година, а тоа е социјална зграда во општина Виница, инвестиција вредна доста средства. Меѓутоа во оваа година планираме и патот кој што е стариот пат за Делчево, кој што поврзува Јакимово, Црн камен Калиманци, кој што остана 3 км и 400 метри. Планираме оваа година и овој патен правец да биде решен. Во приходниот и во расходниот дел од буџетот на општина Виница за наредната година опфатени се како изворните, така и пренесените надлежности во областа на културата, социјалната заштита и заштитата на децата, како и во образованието и противпожарната заштита. Општина Кочани ги почна активностите за планираната изградба на детското забавно игралиште на просторот во трговскиот центар. Во моментот тече периодот за пријавување на заинтересираните фирми кои ќе имаат рок до почетокот на мај да ги завршат градежните работи, чија вредност е проценета на над 1 милион денари. Паралелно со реконструкцијата и преуредувањето на трговскиот центар во Кочани, општината презема активности за изградба на детско игралиште во непосредна близина. Според претходно определената локација, просторот што стоеше неуреден и најчесто се користеше како локација за контейнерите за отпад, ќе добие подобрена функционалност и естетски изглед. Станува збор за површина од над 100 метри квадратни, што поради проблемот со паркинг просторот возачите често ја користеа и за оставање на возилата. Со тоа се нарушуваше амбиентот, а се попречуваше и нормалното движење на граѓаните, затоа што овој дел од трговскиот центар е пешачка зона. На една од последните седници на Советот на општината, градоначалникот Илиев најави дека споменатиот простор ќе добие катче за најмладите. Во тој дел е предвидена реконструкција, меѓутоа баш тај дел не е предвидено да поплачување, туку ќе се потрудиме во рамките на ова што ќе го работиме како реконструкција, како парковско решение да го уредиме на еден соодветен начин кој ќе се вклопи во целокупната ова уредување на трговскиот центар. Значи, тој потек ќе биде опфатен и ќе биде вклопен во целокупната ова реконструкција. Веќе е распишана тендерската постапка за набавка на реквизитите и за уредување на детскиот забавен парк, а за што е планирано да се потрошат околу 1 милион и 100.000 денари. Предвидено е на просторот да се постават 2 тобогана, клацкалки, нишалки, клупи, јавно осветлување и друга придружна опрема. Тендерската постапка за избор на изведувач е до 21 јануари, а избраната фирма ќе има рок од 3 месеци да ги заврши градежните работи. Гимназијата во Виница доби комплетно нова опрема и инвентар, што значително ќе ги подобри условите за работа и за изведување на наставната програма. Набавката е реализирана со сопствени средства, а опремата ќе биде ставена во функција на почетокот од второто полугодие. Средното општинско училиште Ванчо Прке од Виница доби нова опрема за училниците, како и современи уреди и помагала за полесно реализирање на наставниот процес. Инвестицијата е со вредност од 3 милиони и 200.000 денари, а се реализираше со заштедени средства од сопствениот буџет. Претходно училиштето го подмири затекнатиот долг од околу 5 милиони денари, со што се создадоа услови набавката на новата опрема целосно да им биде платена на добавувачите. При тоа набавени се 40 нови врати за сите училници, нови 300 единични и 100 двојни клупи. Исто така училиштето доби 300 нови столчиња, нови шкафови, 12 LCD проектори, 24 компјутери и лаптопи, професионални печатачи, 12 електронски табли и комплет обични табли за сите училници. Со тоа, значително се подобрени условите за работа на учениците, а дел од опремата ќе биде ставена во функција со почетокот на второто полугодие. Паралелно со набавката на новата опрема во Виничката гимназија, се работи и на реконструкција на подот на училишната спортска сала, што исто така се реализира со сопствени средства.
Градежните работи се во завршна фаза и се очекува салата да почне да се користи по новогодишните празници. Компанијата Ледер со неколку донации ја одбележува 30 годишнината од основањето. Тоа беше повод да донира столчиња за градинката Павлина Велјанова, клима уред за храмот Свети Ѓорги и пакети со прехранбени продукти за социјално загрозените граѓани. Детската градинка Павлина Велјанова доби донација од компанијата Ледер, која годинава прославува 30 години од основањето. Во клонот на градинката во населбата Текешински Лозија пристигнаа нови столчиња за дечињата, со што амбиентот во внатрешноста е освежен, а подобрена е и функционалноста на објектот. На радост на најмладите, донираната опрема веднаш беше распределена во една од занималните. Предпријатието Ледер, кое денес на дечињата им подари 150 столчиња. Столчињата ќе бидат наменити за во трапезаријата, каде што продолживме со збогатување и уредување на просториите занималните во нашиот објект 3 клон Сончогледи. Како што можеме да видиме, овој објект, значи од неговото отварање за прв пат е реновиран со средства од самофинансирачката сметка, во која ги реновиравме, ги сменивме прозорците, вратите, со која ја намаливме потрошувачката на електрична енергија, затоплувањето е веќе подобро, потоа ги заменивме шкафчињата во кои занималните има поставено нов ламинат и со тога уредивме просторот на дечињата да биде попријатен и децата да се почувствуваат поубаво. Освен во градинката, по повод 3-деценискиот јубилеј, компанијата Ледер реализираше донација и во православниот храм Свети Ѓорги во Кочани, како и за социјално загрозените верници. Во очи на најголемиот христијански празник, односно рожденството Христово Божик, за оние економски најтаргетираните лица подготвија 30 пакети со најопшти намирници се со цел радосно да дочекаат веста за рожденството Христово, а исто така не ги заборави и нели обичните луѓе, бидејќи сега се наоѓаме во оној зимен период каде што температурите се екстремно ниски и за да биде поудобно на самото богослужение, да не се чувствува надворешната температура, донира и клима се со цел подобро нели да се одржуваат и самите богослужби. Ние и како народ и како црква разбрана во на вистинска смисла, како заедница на верни луѓе, им заблагодаруваме и го честитаме јубилејот, со надеж се повеќе да не радуваат со вакви благочестиви донации и секако со вакви јубилеи. Компанијата Ледер е меѓу најстарите приватни фирми во општината, која во изминатиот период во својата дејност опфати повеќе производствено-трговски процеси и успешно опстојува на домашниот и на странските пазари. При крајот на овие вести, минути за спортот. Федерацијата за гимнастички спортови на Македонија ги подели признанијата за најдобрите гимнастичари по категории за годината што изминува. Членовите на клубот за гимнастички спортови од Кочани добија вкупно 7 признанија. Гимнастичарите на клубот за гимнастички спортови Кочани добија 7 признанија за најдобри на традиционалното годишно прогласување на најдобрите што го организира Федерацијата за гимнастички спортови на Македонија. Во годината што изминува, во споредба со претходните години, овој број на наградени е нешто помал, со оглед што неколкумина гимнастичари поради повреди не го остварија планираното од почетокот на годината. Јана Николова ја понесе титулата најдобра во категоријата сениорки во А лигата, а Ристе Симеонов најдобар во категоријата јуниори, исто така во А лигата. Иларија Цветкова е најдобра во категоријата помлади пионерки во Б лигата. Незиниот брат Лука Цветков пак е најдобар во категоријата постари пионери, исто така во Б лигата. Машката екипа на клубот за гимнастички спортови Кочани е најдобра за 2019 година, а Благој Каров исто така доби признание за најдобар тренер во машка конкуренција. За најдобар женски судија во гимнастиката во годината што изминува беше прогласена Радмила Станчева. Признанијата на сите наградени од гимнастичките клубови во државата им ги врачи претседателот на Федерацијата на гимнастички спортови на Македонија Љупчо Арнаудов.
Временската прогноза беше последната информација во овие вести на Канал 8. Благодариме за вниманието. Пријатно.